И овој пат продолжуваме со нашите рилси, со нашите успешни ИВФ приказни. Ќе ви прикажам случај на пациентка која што има 33 години, 33 години, се обидуваат за бременост повеќе од 7 години. Ова е и второ инвитро кој што го правиме кај нас. Од првото инвитро, пред 4 години, успешно инвитро, има еден партус, има едно дете, се работи за случај со азоспермија, комплетно отсуство на сперматозоиди во ејакулатот. Направивме кај пациентот теса, тестикуларна спермална екстракција, изолиравме сперматозоиди кои што ги замрзнавме во 5 сламки. Во првиот обид имавме успешно инвитро и успешно породување. Пациентката повторно доаѓа кај нас и овој пат со помош на Фондот за здравствено осигурување и направивме второ инвитро оплодување со одмрзнат материјал од претходното тесе. Пациентката е бремена, сега е во 5-та гестацијска недела, го гледате одекот на ембрионот и жолтата кеса. Како се чувствувате? Превозбудена, искрено. Превозбудена. Овој ви е втор обид. Втор обид. Имавте доверба во нас. Секако. Зошто? Затоа што првиот пат кога дојдом исто така мора да имаме верба каде што идеме, и првиот пат кога се обидовме успеавме од прва и се разбира во второто решиме да пробаме. Значи слушнавте од некој подопрен глас, Да. или заради тоа што еве јас можам да потврдам, имаме добри референци, Секако, да. а гласот, добриот глас се слуша на секаде. Имаме замрзнато уште 2 сламки, значи можете да правите уште 2 обиди и да добиете уште 2 деца. Дали ви сакале тоа да го направиме? Да, секако. Значи сте многу задоволна. Презадоволна. Сакаме пациентки кои што ќе имаат доверба во нас, треба нас да ни веруваат, а ние нивните желби ќе ги исполниме. Се надевам дека ова бременност исто ќе ви помине лесно, како и претходната, и да се видиме за трето дете. Може? Може секако. Ви благодарам многу Фала и и нас Данијалов.